Добро вечер, почитувани гледачи. Продолжуваме со нашата серија интервјуа со јавни личности. Посебно не мора вечерва да го представам нашиот гостин, бидејќи тој е често присутен по медиумите и по широката македонска јавност знае за кого се работи. Но сепак ќе кажам добре дојде на градоначалникот на Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски. Добре дојдовте, господин Алексовски. Добро вечер на вас и на гледачите на К3 телевизија. Особена чест ми е што еве вие сте наш втор гостин во серијата интервјуа кои што ги подготвуваме за нашите гледачи на североисточниот регион, каде што и општината Крива Паланка нормално припаѓа тука. Кривопаланчани велат дека вие направивте повеќе од тоа колку што тие очекувале. Тие сакаат да говорат на оваа тема, но јас ќе предложам прво да видиме што велат тие во една кратка нивна анкета. И вчера ја и докај него. За голеш пут иде тие граничарите што са горе па Братче и Скопанове, тој не може да се оди. Сметате дека улиците, патиштата не се направени? Патиштите ван градот. А градот е малку среден, нема тој што да те посадил тама, ама не ти само градот, брат. Народ иде у село, па не може да ојде, не може школа да ојде, не може никако да ојде. Човекот си добро работи, разбираш. Штом доби прв мандат, доби и втор мандат. Значи добро работи првиот, значи доваѓа и да втор мандат. Резултати има. Сега ја не сум многу утек. Програмите што ги имат они, дали по програмите идат, разбираш. Они имаше пред неколку месеца состанок еден од држава доле од граѓаните да кажат нешто ново што треба да се направи у град. Ама ја не сум отишол, не сум контактирал. А од кое место сте ви? Јас сум од тука, од Крива Паланка. Добре, а кажете ни што најмногу ви се допаѓа, што е сработено значи во последниве години? Без све си е добро, све иде напред. Работа е да не стои у место, разбираш. Добро е да човек кога целиот град нон-стоп има вода, има струја, град е очистен. Тоа се добри работи. Така се ѓубре да биде. Значи тоа се резултати него. Кога началникот Сињуки ја слушаше го многу даде одликувања на полицајците. Па добро е, не, ако тој е заслужил. Работата, јас сам определен партиски, ама за овај систем на Арсенчо могу да му дадем рука и да му честитам. Што сметате дека е подобрено во изминатите Па години? не подобрено вистина, јас сам од 53 година определен партиски, па так беше таа партија под многу другше како не сега. Ама не е само на јаведа дума, него го направи на лице место. Ако малку некој погледне, само нека го погледне коритото. Јас сум задоволен. А едно не сум задоволен. Не сум задоволен што овие партиски системски ги направија да народ трпи за леп, а некој нема леп, а некој фрља го лепот у континери и тамо. Убаво си работи, задоволен народ од нега. Што има, како го оценувате сработеното во изминатите неколку години? Па солидно. Висока оценка. Што посебно ви остава впечаток? Паркови, плоштади, улици? Чиста е Паланка, добро уредена, едино што времето не беше добро, па направи штета на велосипедската патека, направи штети и на други комунални објекти. До сек ни еден началник не е направил. Од него што е до сек направено, свака му час. Кој направи овие земе, кој направи? Ама овој народ не е народ. Гледаш газат преко трава, китки усадено, све живо направи. Ја нема што оцена, што ти дам, 10, не 5. Па добро до овој 2 мандата, овој треба да се смени веќе. Треба да се смени градоначалникот. А како сте задоволни, значи што е средено во градот? Добро, посреди малку, посреди. Човекот посреди не е лошо, само е те криза. Сегови криза и у Скопје, и овде. Па градоначалник, он се за негова плата зелен, оди. Па не е посреди го малку Паланко, не е баш лошо. Не е. Дали имате некое прашање? Немаме ништо. Човек си, добар си, е спрема нас, што има. И он спрема нас, ми е спрема njega.
Добар е, зашто не? Пошто градоначалникот го познавам многу поодамно уште како ученик и работеше заедно во работна организација Шумско стопанство. Од неговата работа и ефектите што ги гледам и работи реализирани с неговото доаѓање како градоначалник, јас сум многу задоволен. Сметам дека од досегашните градоначалници никој не е повеќе и подоматински направил и го поддржувам во секое време и имам големо разбирање секогаш со него. Од што конкретно сте најзадоволен? Што посебно е убаво во општината? Што го направил тој? Посебно убаво што вложи многу во уредување, комуналното уредување на градот. Градските површини? Градските, зелените површини, улиците, пристапот, водоводните мрежи, електрификација, бидејќи тој секаде има влијание, нели, контакти со сите служби. Ние не сме раздоволни ништо. Зошто, значи? Па зашто нема, не ни дават работа. Тражимо работа, не ни дават. Тој не, зашто не? Нема, само социјално со 2000 социјално ли ќе покрпимо ни? А вака како сте задоволни од уредување, значи Никако не сме раздоволни. порано како е било сега? Порано поубаво беше него ли сега? Добра, а што сметате дека прво треба да направи? Па сметамо дека да помага на прво на ромите треба да помага. Зашто не е помагал ништо. Да не изработи, па да што е потребно да се помага Сега да се имате пат, нели? Ви се прави асфалт. се прави, ама још не га прават, еве. Обеќале вода да ставлят, још не га. Па мислим дека човекот неуморно работи и дека и многу малку спие, повеќе работи од колку што спие. Добра, а што посебно ви се допаѓа во градот? Дали улици, паркови, нов плоштад? Се што е во градот се ми се допаѓа, еве погледнете го само тоа што не се, тоа е еден пример, така? Да. Градоначалникот е неуморен човек, работи, значи деноноќно. Човекот не мисли само за себе, дефинитивно работи за сите. Ете така, значи во Крива Паланка веќе не недостасува тоа што ветивте. Ги реконструиравте сите улици. Направивте многу за градот. Хигиената е на забележително ниво. Да не говориме за спортските објекти. Да не говориме за водоснабдувањето, еден од акутните проблеми поранешни на Крива Паланка. Посочувавме тогаш и сега дека исклучиво горечки проблем на Крива Паланка е водоснабдувањето. Вие го внесовте или го реализиравте тој проект на мини хидроцентрали. Можете ли да ни кажете што е тоа што, еве вие лично ќе ни кажете што направивте со тоа за да бидат толку задоволни кривопаланчани? Па да, јас само ќе ви исправам, значи ние не го довршивме проектот за водоснабдување во Крива Паланка, ние остана оној дел проблемот за висока зона Левбрег, кој еве за во интерес на граѓаните да знаат, да бидат информирани, веќе го предадовме во Министерството за транспорт и врски и сметам дека во текот на оваа недела ќе биде тендерирано, ќе се објави тендерот кој е болното прашање за Крива Паланка, висока зона Левбрег и со тоа го решаваме водоснабдувањето на сите оние граѓани кои имаат проблеми со водоснабдување, па дури ќе зафатиме добар дел и од село Конопница кој ќе биде снабдена со оваа вода од нашиот главен резервоар. Иначе, за прашањето што ме прашате за мини хидроцентралите, еве, слободно може да кажам дека тоа е еден од проектите кои се гордеам, мини хидроцентралите и, значи, тоа се два проекти за јавно-приватно партнерство, општинската зграда и мини хидроцентралите. Имено, ние во Крива Паланка имаме водоснабдување од Калин камен и сега од Станачка река би требало да имаме со вториот дел при недостиг на вода. Од Калин камен ќе биде од Станачка река и доаѓа водата во фабриката за вода, се преработи и ја пуштаме. Она што го имаме, ние ги имаме цевководите. Кога дојдов 2009 година за градоначалник, во разговор со другите градоначалници од Република Македонија видов дека на цевководите кои се користат за вода за пиење, некои општини имаат направено мини хидроцентрали и од тоа имаат приход.
А тоа ми стана доста интересно, направивме студија за јавно-приватно партнерство. Прво мислевме да го направиме ние како општина тоа, но кога видов дека не оди, подобро да направиме нешто што може да се реализира, отколку да чежнееме за нешто што би било кога не би било. И направивме студија за јавно-приватно партнерство, се јавија на студијата, она вода што доаѓа, што ја пиеме, ќе ја користиме и за електрична енергија. Мини хидроцентралите се во завршна фаза и сметам дека во текот на месец јули ќе имаме и свечено пуштање на тој дел. Така да, општината Крива Паланка ќе добива околу 17% од профитот на фирмата која ги зема мини хидроцентралите да ги работи. Или парично кажано, тоа би било околу 70.000 евра на годишно ниво. Тоа, според мене, е добра работа, тоа е малте не 1 километар пат да се направи во општината и сметам дека тоа е проект кој навистина ќе ни дојде добро. Ние преку проектот Светска банка, кредит од Светска банка, земавме кредит околу 500.000 евра. Ја тогаш кажав и на советниците, кој ме праша ќе ја задолжиме општината. Точно ние задолжуваме, но јас како градоначалник и како човек што ја води општината, најдов извор на средства од кои средства ќе се плаќа кредитот. Значи, од тие средства ќе се плаќа. Кредитот некаде изнесува околу 40 до 45.000 евра кои треба да ги враќаме парите за оние улици 9 што ги направивме во Крива Паланка и за мостот на Куков дол. Значи, од приходот кој ќе го добиваме од мини хидроцентралите, ние веќе имаме обезбедено средства од кои ќе ги враќаме. Тоа се од тие 70.000 евра, ќе враќаме 40 и повторно ќе не остане некоја пара за тој дел. Значи, она што е посебно важно во овој проект, кога седнавме да разговараме со собственикот на фирмата која ќе прави мини хидроцентралите, утврдивме дека моите кривопаланчани добро знаат дека кај што се бачилата на Крива река, кај што беа порано, имаме еден дел од водата која не може да ја собере цевката и која претечува и се прави тука едно езеро. Тоа го утврди и самиот концесионер, односно носителот на јавно-приватно партнерство и се согласи да направиме нов цевковод со поширока цевка, која цевка ќе ја прифати целата таа вода и ќе има и тој поголемо производство на електрична енергија и поголем приход нормално и ние ќе имаме поголем приход, но целиот тој цевковод не го дава во собственост на општината. Значи имаме цевковод нов од стаклено пластични цевки кој кошта околу 750.000 евра, вака даден на нас како општина, не е даден во знак еве и на тој бизнис и на тоа пријателство и на тоа партнерство кое го имаме, но тој цевковод ние како и да е дали за 10 или 15 години моравме да размислуваме да го промениме, затоа што тоа е веќе 50 и кусур години цевковод од челични цевки. А сега имаме нов еколошки цевковод со рок на трајање најмалку 100 години, кој веќе ќе може да се користи. И сметам дека ова е еден голем бенефит, еден многу добар проект за самата општина и искрено уште еднаш ќе кажам, јас се гордиам со тој проект. Се надевам дека проектот наскоро ќе биде завршен како што објаснивте. Меѓутоа, ова беше и едно од моите втори прашања, понатамошни прашања. На Крива Паланка и предстои на вистина блескава иднина. Особено што покажувате дека и кривопаланчани и стручните лица заедно со вас знаете да менаџирате со европските фондови. Дали ги користите постојано бенефитите пред се на пограничните предности, каде што се наоѓа Крива Паланка, каде што го најавивте и зимскиот рекреативен центар на Калин Камен, или некои други проекти кои што се на повидок? Видите, слободно може да кажам дека Крива Паланка е лидер во регионот на пограничните проекти со Бугарија. Од сите проекти кои се дадени во Република Македонија и Бугарија на општините, ние Крива Паланка имаме добиено 17%. Значи тоа е висок процент. Ова го зборам и како општина и како граѓани. Мене ми е многу драго што добар дел од невладините организации веќе почнаа да се занимаваат со овие проекти и имаат солидни проекти кои може да се конкурираат и кои може да се направат. Ние, например, го направивме проектот преку пограничните проекти со Бугарија за поставување на археолошката поставка во музеот и партнерно уредување околу музеот. Направивме патот и
партнерот го уредивме деловка из Посницата на Свети Јаки Мусоговски во село Градец. Направивме велосипедско-ролерска патека, која исто така од тие проекти. Направивме регулација на дел од речното корито на Крива Паланка, на Крива река, кој исто така дел од тие проекти. Тоа се се... Еве сега, ја правиме студијата за зимско-рекреативен центар на Калин камен, кој е вистина еден проект кој ќе се случи во иднина. Но ние мора да почнеме од нешто. Ние кривопаланчани секогаш сме викале, леле, как убава планина имаме за скијање, сето тоа, но никој, еве, кој да дојде, треба да му рече, слушај, тука може да се направи тоа, ние го испитавме, да му кажеме, човекот ќе дојде од странство некаде, ама не знае што треба да направи, не знае каде. Значи, и да го несеме, треба да имаме студија, треба да имаме нешто папиролошки што може тој да се заинтересира, да се заинтригира, да го види својот профит прво. Затоа што да се разбереме, никој не доаѓа за да на нас ни даде нешто. Прво мора да го најде неговиот профит, па потоа да видиме ние што може да добиеме од тој профит. И ние што може да добиеме. Точно е дека имаме прекрасна планина, точно е дека имаме убави места и за зимски, и за летен туризам, и за сето тоа на Осоговските планини. Точно е дека го имаме најубавиот дел на Осоговските планини, затоа што најголемиот и најубавиот дел, северниот дел на Осоговските планини ги има Крива Паланка. Кочани го има јужниот дел и има Пониква, но сепак тоа било политика на онаа држава кога било тогаш да се направи во Кочани тој дел, скијачки дел каде што имаме огромна посетеност на граѓаните, а сега еве, ние ги правиме напорите, ќе видиме како ќе оди тоа. Проектот не е направен проект, студијата ја направивме, сега правиме сублимирана студија помеѓу Крива Паланка и Кочани, која студија ќе може да ја дадеме и од која студија ќе може да се прават конкретни проекти. Дали ќе биде тоа за хотел, дали за скијачки терени, дали за ски лифтови, за ски влекачи и така натаму. Така, да се надеваме дека ќе ги пренасочиме домашните туристи да застанат на Калин камен наместо да продолжат кон Бугарија во овој случај. Сето ова што го постигнавте досега се должи најверојатно и на вашата богата професионална кариера. Вие сте правник по занимање. Да. Бевте во шумско стопанство извесно време, потоа бевте инспектор во Министерството за внатрешни работи. Работевте извесно време во Траншпет Комерц тогашен, а денеска сте собственик исто така на една приватна шпедиција. Вашите успеси се евидентни и тогаш и сега. Финансиски се реализиравте, очигледно важите за многу богат човек, можеби и еден од најбогатите градоначалници во Македонија, да видам попрецизна. Но, сепак јас би ве прашала нешто малку незадолжително и неформално. Нема да ми забележите, се надевам. Парите се тука. Некои нешта не се забораваат. Сигурно поминале многу турбуленции, за некои се шпекулирало, за некои се вистинити. После сето ова, им простивте ли на луѓето кои беа виновни во наводници за тоа што ве обвинуваа исто така во наводници? Па видите, ја кога дојдов за градоначалник на општина Крива Паланка, како и сите други, јас го пријавив мојот имот. Најголем дел и најголема бројка од пријавениот имот, најголема сума на парите кои се, е имотот од денационализација. Тоа е некаде околу 3.300.000 евра. Моето семејство од секогаш било едно од побогатите семејства во Крива Паланка, која имала доста имоти, на кои име за време на оној период од 45 до 48, 50 година, одземен добар дел од имотот и многу голем дел. Сега благодарение на работите, благодарение на премиерот Никола Груевски, кој имаше доблест да ги врати тие имоти на сите оние на кои им беше направена неправдата, ние го добивме, и тоа не го добивме целиот имот, добивме дел од имотот, ни се поврати. Тоа е 3.300.000 евра проценето на некој начин. И сега, кога се направи тоа, се дигне една фама. Од друга страна, јас пред да бидам градоначалник, сум работил, имам своја фирма, една, две. Значи, сето тоа е имот. И сите тие кога ќе ги соберете, кога ќе направите, сето тоа имат сега. А релативна работа е колку е тоа, како е, што е, дали е тоа во имот, дали е тоа во пари, дали е тоа во богатството на фирмата. И
Но сепак, ние сме луѓе кои сакаме секогаш да се занимаваме со тоа на некој друг, како му е, како живе, што е, колку има, како има. На крајот го гледаме собственот, но и искрено кажано, јас сум таков каков што сум и добар дел од граѓаните може да кажат дека не сум посегнал да ја злоупотребам функцијата градоначалник, баш можеби поради тоа што сум доволно ситуиран. И сметам дека успехот и на Западот е тоа што на такви функции се стават луѓе кои се ситуирани, кои не се стават луѓе кои ќе му биде прво вработување градоначалник или некоја поголема позиција, па да може од тоа нешто да направи. Мислам дека честно и поштено ја обавувам функцијата. Јас, како што кажав, имам и собствена фирма, но видете, јас сум на некој начин целиот внесен да исполнам функцијата градоначалник. И мора, како сум дал задача самиот пред себе, да се посетам на тој дел. Јас би се сложила исто така со вас дека за функцијата градоначалник сепак човек треба да биде делумно финансиски подготвен за таква функција. Оно што ми рековте, само да ве прекинам, оно што ми рековте, дали е нешто за што жалите или за што сметате дека... Или им простувате на тие што ве... Добар дел од луѓето со кои соработувам сега ми беа и партиски противници, имав ми на некој начин и непријатности, но сепак тоа поминува и нормално не може да се прости на некој што нон-стоп е во битка со тебе, но мораш да таа битка да ја одржуваш. Нормално. Кога рековте приватно партнерство, се извинувам, ќе ве прекинам. Се сеќавам на советникот, мислам дека од СДСМ, Јовица Стојановски, Мијоли, со кого имавте приватно партнерство или што беше тоа и што е тоа, впрочем, јавно приватно партнерство? Значи, точно Мијоли е мој пријател и тоа е еден пример дека може и некој од СДСМ да дојде да има да работи, да секој оној кој ги исполнува условите. Значи, 2009 година кога дојдов за градоначалник, во општината имаше после дали месец, два, три, беше еден дожд и она помошна зграда која Кривопаланчани ја вика зграда на судот за прекршок, каде што беше сместено финансиското лиnie, протече и мислам дека 2 или 3 компјутера ни изгоре. Таа зграда или требаше, тоа беше барака, тврда градба барака, која имаше 150 квадрата руиниран простор, класично руиниран простор, и требаше или да се смени кровот или да се направи нешто друго. Тогаш искочи тоа јавно-приватно партнерство, јас го проучив што значи тоа, што може да направиме, како да направиме и пристапивме. Направивме исто така студија за јавно-приватно партнерство, го дадовме на тендер, се јави Мијоли, имаше поволна понуда за таа работа и направивме зграда општинска и пола комерцијална која е собственик Мијоли Комерц. Значи, ние од 150 квадрати руиниран простор добивме околу 500 квадрати нов канцелариски простор без да вложиме ниту денар општински пари. Нормално, Мијоли доби околу 570-600 квадрати, колку доби. Нормално и тоа да доби. Но сметам дека е ова направено многу за општината. Имавме канцеларии руинирани. Имавме намештај кој навистина не личеше и на вработените кои работат во општината и на една општина. Значи, убаво е тоа да се направи, да се среди, но уште поубаво е кога ќе се најде модел кој нема да кошта, а ќе се направи побезболно. Финансиски побезболно. Еве, јас доста добар дел од граѓаните ми го постуваа. Па имаше манипулации, дека сме направиле некои уидурми, па вака било, па така било. Значи, ние добивме 500 квадрати руиниран нов деловен простор од 150. Ако сакав ја да го направам тоа, ја можев да направам од 150 на 300. И повторно ќе излезев пред граѓаните и ќе речем, направивме од 150-300. Не, ние направивме 500 квадрати, нов канцелариски деловен простор за општина Крива Паланка и направивме нова зграда, убава зграда, која е убавина за општината. Ја сменивме личната карта на општината.
поготово со новиот плоштад што го направивме пред општинската зграда и новата зграда, дојде едно убаво место каде што многу ми е драго, гледам се повеќе и повеќе доаѓаат и се сликаат тука пред општината. Тоа е нешто убаво го направив. Нормално, ние секогаш ќе имаме луѓе кои ќе го зборуваат тоа, ќе вика дека е вака или така, но јас можам на сите со окрената глава да им кажам 47% ние добивме како општина, приватниот партнер доби 53%. Такво јавно-приватно партнерство ретко некаде на Балканот да направиме. Значи, јас кажав, со овој проект и со проектот за мини хидроцентрали се гордам. Може да има најразлични шпекулации. Но спремен сум секојаш да полемизирам за тоа и да кажам дека еве тоа е направено и е менаџирано од моја страна како градоначалник. Во секој случај за пофала е ова што го знаеме за Крива Паланка и ова за што говориме и впрочем многу општини од Републикава и пошироко може да учат токму за ова како се менаџира со одредени проекти. Јас предлагам пак да погледнеме уште една анкета за да можеме да продолжиме со граѓаните на Крива Паланка. Тој посредил малку, те посадил цвете там, поуредил малку, ама тој не е све. Добро, дали имате некоја прашање да му поставите? Па на него што да му поставим, ние му поставяме најгоре за тој премен горе за путот. Кое село е тоа? Тоа е Голеш, село Голеш. Од Црцорија до Голеш. Тоа е 2 километра пут. Што сметате дека треба уште да се направи? Економијата кај нас е слаба, треба да се развива. Тај зона е наобикеа да се прави доле, у Гировци, уште не почна. Ако се беше тај зона почна да се гради, ќе имаше работа не само за Паланка, и Ранковци, и Куманово, и Кратовци, ама нешто стои уместо. Дали имате некој прашање да му поставите? Што да го постави? Да си тера работа, да не слушат други. Тоа е моје. Како е му програма и како мисли, така треба да бъде. А не некој, зашто знаеш, многу едноставно е кад у град, може да кажеш што сакаш, ама кад седнеш на тој биро позади и кад гледаш ги проблемите пред себе, тек тога видиш кои се проблеми. И не можеш да му поставиш примери на него. Јас сам имал случаи такви, вие ништо не работите. Дојди бе, седни, викам, а ти работи да видиш како изгледа. И кога следа и он, да види како изгледа. Кога немаш проблеми е друго, а кога имаш пред тебе илјадници проблеми што треба да решаваш, а немаш доволно пари, сиромашна општина, што? У богата општина секој може да работи добро. Кај нас е сега најпотребно да направи градоначалникот, он е и доста и направил малку. Нема, ја не сам да ga нападам него, ја му честитам. Толку години ни еден градоначалник нема направено ништо, се има нешто направено. Ама улици, площади, сега има некои закачучки тие проблеми закачени. Тие па сега не може, треба да се реши проблемот со приватњакот, или останале 15 метра, негде 10 метра. Сак нас не се чини зашто тој не го направи, ама има спорове, има тој. Ако продолжи градоначалникот овака, još jedan mandat ќе го избере народот, треба да се разбереме. Дали имате некое прашање да му поставите? Ја му сваки ден поставljam прашање, се тинјам го здраво, ајде. Она што треба да го направи, тој го направи. Другото останува со останатите институции од Републиката, пред се од владата и министерствата. Тоа е моја мисла. Што сметате дека треба да направи? Па све што е помислил и све е направил. Уште нешто дали фали, значи? Све до се што обеќал ги направил и ќе направи поуше. Добро, дали? Ово треба само још да се до коритото да направи и овој што си е замислил, све си уред. Сметам дека треба малку поголемо внимание да обрне на заштите шумски појаси во околината на градот. Бидејќи голем дел се бесправно исече, поготово десниот брег, десната страна, односно левата страна на Крива Паланка во сливот на Цигански дол. Тука се сече безразборно, без контрола и не може никој да сапре работа, осим ако он не се заложи и не им каже на тие нивни организации да внимават на тоа. Постои опасност, тоа е подрачје подложено на слечување тај левиот дел
и постои опасност со оголувањето да се направат поголеми комунални штети. Дали имате некое прашање да му поставите? За прашање? Да. Па нема што да му поставимо. Ние прашам, он дојдел у малото. Прашамо го, он што беше кажал. Па во престојниот период, мислим, он има веќе зацртано што треба да се направи, има колку му е одобрено финанси од владата. Така да тој си држи својата тајна и си работи неуморно. Дали имате некое прашање до него? Па до него е еден поздрав и само така да продолжи. Ете така, видиме, гледаме дека поделени се мислењата, што е и за очекување, нормално е тоа. Меѓутоа, јас нешто друго би сакала, господин Арсовски, да забележам. Кога ја правивме анкетата во Крива Паланка, гледаме и сами дека се повеќе и повеќе сериозни луѓе ни говорат, помладите како да избегнуваат да говорат, особено на тема за градоначалникот, за состојбите во Крива Паланка. Дали тоа се должи исклучиво на нивниот акутен проблем кој што го потенцират, невработеноста? Видите, невработеноста е проблем во целата држава, кој сметам дека еве и владата на Република Македонија дава се поголеми напори за тој дел. Невработеноста како процес е тежок и не е нешто што може да се направи од денеска зутре. Инаку јас може слободно да кажам дека Крива Паланка во предтранзицијскиот период беше една од општината која имаше најмалку невработени луѓе. Но потоа, со уништувањето на индустриските капацитети, како што е Карпош, Бентомак, Тораница, Треска и уште кои не, што се уништија, значи, ние имаме една голема маса на невработени луѓе. Она што е невозможно е на тие луѓе преку ноќ да им се заврши работата и да бидат вработени. Второ, сите тие сака да бидат вработени во државно, да бидат на некој начин сигурни и нормално е, секој сака така да се врати, но тоа е невозможно. Јас може да ја поздравам иницијативата на премиерот и на владата на Република Македонија за индустриската зона што е во општина Ранковци, односно во Петралица, каде што е многу добро размислено, значи таа индустријска зона ќе ги опфаќа општините и од граѓаните и од Крива Паланка, и од Ранковци, од Кратово, од Куманово. Значи тоа е сепак едно место кое ќе може да биде оддалечено од сите. Од Куманово највеќе ќе биде околу 30 км, од Паланка е 15. Значи впрочем, на запад луѓето патуваат по 200-300 км да дојдат да работат. Токму и тоа сакав да ве прашам за Вејбо груп за во Ранковце. Кои се вашите перцепции, кои се вашите очекувања? Навистина е за голем поздрав на повидок проектот Вејбо груп. Значи Вејбо груп почна, имаат некој застој, не знам што е смета, како што се информира, тоа е некое нивно унатрешно преструктурирање. Почна да работат, почна да се работи интензивно. Во објектите во Крива Паланка, во поранешна Орка, веќе се вработија плюс околу 200 луѓе и се работи и се произведува. Овој дел што е во Ранковци, во индустријската зона, не би можел да кажам, нема информации како ќе биде, но да се надеваме дека ќе биде онака како што беше најавено и тоа ќе биде голем позитивен плюс за вработување на младите во Крива Паланка. Да се вратиме ние пак на Крива Паланка. Крива Паланка во времето кога вие сте градоначалник, за прв пат доби музеј. За прв пат доби, мислам дека не грешам, за прв пат доби театарски фестивал, фолклорен фестивал. Многу е интересното джипрели што се случува на Калин камен. Дали има на повидок уште нешто од таа област? Нели ние луѓето се бараме уште нешто? Да, па видите, овие се константни манифестации кои си ги одржуваме и кои ги додаваме секоја година уште нешто. Значи, јас викам препознатливоста на еден народ, на една нација, па и на една општина
Така. И токму по културата и по културните настани кои ќе се одвијат. Сите сака да видат нешто ново во општината, во местото каде што живеат. Театарскиот фестивал го направивме, еве, иницијатор за театарскиот фестивал сум јас и веќе ова е 7 година како што ќе го реализирам и сметам дека е една убава работа. Имаме театарски фестивал во кој учествуваат театарски групи професионални од Македонија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Босна, Србија. Значи, гледаме да биде сепак јазичното подрачје такво за да може луѓето, публиката да ги разбере. Тоа е од бивши југословенските простори и од Бугарија и од година на година се повеќе посетеност имаме. И тоа ме радува. Фолклорниот фестивал беше започнат пред да бидам ја градоначалник, имаше неколку години застој и кога дојдов може да го продолжиме, зашто да не? Еве имаме исто така сплет на култури кои доаѓаат, дури имавме и од Кипар, и од Турција, од Полска, од Романија, од Белгија, од секаде. Значи, на граѓаните им донесовме да ја видат културата на овие народи. Ако не можат да отидат таму, барем да ја видат тука. Джипрелито е манифестација исто така која јас ја направив и ја промовира во Криа Паланка. Тоа е под мотото да ги запознаеме убавините на Совските планини. И првата година имавме околу 40 джипа, втората 80, од третата навака имаме повеќе од 100-120 джипови. Целта е да појдеме преку село Длабочица, да дојдеме до Кратовска територија, одиме на Царе Врв, каде што се сретнуваме со доаѓаат од Кочани, од Македонска каменица и доаѓаме во манастирот, каде што приредува општината едно манастирско гравче за сите учесници и едно убаво дружење, едно убаво растеретување и поминување на низ убавините на Совските планини, низ онаа природа убава, каде што навистина не се гледа само дружењето. Ние, искрено кажано, и со овие политички води и така, доста се поделивме. Но сепак сметам дека ова е една убава работа, каде што сите се разонодуваат, каде што сите се дружат и сите се на крајот задоволни од денот што го поминали. Така, паланчани, а и ние, тука од североисточниот регион, а и граѓаните на Република Македонија, а и пошироко граѓаните од другите држави кои што доаѓаат во Крива Паланка на овие меѓународни настани, во Крива Паланка навистина има со што да се гордеат, да се радуваат, да се сеќаваат и така натаму и така натаму. Јас би ве запрашала сега нешто незадолжително. Вие сте семеен човек, успешен бизнисмен. Многу несродни бизниси имате во ваша собственост. Како постигнувате во сите сегменти да бидете присутен? Во семејството, во функцијата градоначалник, во мултимедија, во шпедицијата. Навистина, може би имате особен сенс да менаџирате или имате извонредна група луѓе кои што ја организираат работата? Видете, тоа е прашање кое ми го поставува често семејството, кое највеќе трпи од тоа што јас од мојата и функција и бизнисите и сите. На крајот кога ќе се седе сето тоа, останува да бидам присутен најмалку со семејството и тоа е може би една од замерките кои ми ги патуваат и сопругата и децата. Но, знаете како викаат, се фатила баба на оро и мора да игра. Мислам дека добро ги менаџирам сите овие работи. Ја водам општината веќе 6 години, сметам дека сум еден, како да, може би нескромно да кажам, ама успешен градоначалник. Во однос на фирмите, може да кажам дека истите се оставени на менаџери, на управители од кои сум задоволен и кои си ја вршат работата онака како што треба. Сепак, од време на време ги контролирам тие работи, но задоволен сум од она како не можем ја сето тоа да го постигнам и да ги водам и да. Јас се сконцентрирав на водењето на општината, а за фирмите ги менаџираат други луѓе. Добро, кога би тргнале сега на почеток на кариерата, која бранша би избрале, во која насока би оделе? Исклучиво една ве прашува. Да бидам искрен.
Да бидете искрен, ве молам. Би останал на бизнес. Видите, кога дојдов на почетокот на функцијата градоначелник, сепак, градоначелник е престиж. Но јас не бев ниту загрозен, нити имав нешто од што ќе мора да бидам градоначелник. Тоа беше сепак едно личен престиж да се биде тоа. И сватив дека мора да бидам и да ја исполнам обврската, ако се нафатам да ја исполнам обврската. А потоа сватив дека јас ја продадов слободата. Вие може да седнете и во ресторан, како сакате, и да се напиете дали ракија или сок или се. Никој нема да ве коментира. Но и вие често сте гост во рестораните. Добро, но нормално. Секој ние во Крија Паланка или ќе бидеме во кафич или во ресторан, не дозволувам за себе да бидам да се однесувам непристојно или да бидам, но точно е дека сум присутен секаде во градот, излегувам скоро секој ден и кога ќе седнете мора да внимавате како сте седнали. Мора да внимавате дали јадете вака или онака. Сите имаат право да ве коментираат, сите имаат право да зборат што ви се случило во приватниот живот, што ви се случило во семејството, што ви се случило на работа, што ви се случило во фирмата, што сте направиле. И сето тоа од еден на друг ќе се направат, ќе се надуват балони, секој сака да го коментира тоа. И секој мисли дека што повеќе ќе ве коментира, тоа е поинтересен, а всушност влегува во мојата приватност, во приватноста на некој човек. И тоа е она за која ако може да кажам се кајам што сум градоначелник, затоа што си ја продадов слободата. Најискрено кажано тоа е начисто откажување од сопствената слобода. Порано можев да седнам како сакам, со кого сакам, да направам што сакам, да отидам каде сакам, никој не ме коментираше. Сега сите те коментират, сите имаат право да кажат таму требало или не требало, со тој човек требало да седи или не требало. Секој има право да каже и да зборува. И доколку тие работи ги сватиме онака како тоаш не знам кај, но сепак тоа е данокот на функцијата. После овој мојот би ве запрашала, би се кандидирале ли повторно за градоначелник? Видите, ние како градоначелници сме политички личности за која нешто ние не одлучуваме во најголем дел, а би требало партијата да ме предложи прво, па јас да се, инаку, доколку не ме предложи партијата, не би се кандидирал. А не се сомневате дека граѓаните повторно ќе ве изберат после се ова што направивте? Да видите, целата оваа работа што ние како градоначалници ја правиме, ја ценат граѓаните. Значи, граѓаните се најдобриот барометар дали е добро или не е добро. Јас пак ќе кажем, јас сум задоволен кога ќе поминам некаде, кога ќе ми кажат ова што го направивте е добро, ова што го направивте е супер, треба да го направите уште ова, треба да го направите уште она. И така да, при правење на програмата, ние програмата ја правиме со тоа што контактираме со луѓето. И така да, нивните потреби ги сублимираме и на крај одлучуваме што е она што треба да се направи во градот, а што е тоа што не треба да се направи. Така, јас би ве запрашала пак нешто лично. Има ли нешто што ќе ни откриете на што сте особено ранлив? Што е тоа што најмногу ќе ве стави во некоја размисла дека зошто е тоа така, како да се промени, зошто толку страдање или зошто таков пристап на нештата? Што е тоа што ве, буквално, што е тоа што ве прави ранлив? Па видите, најмногу ранлив ме прави кога некој ми се меша во семејството прво. Нормално тоа е на секој. Второ, исто така ме прави ранлив кога гледам нешто што ќе го направиме со сите сили, што сите 90% од луѓето ќе речат дека е навистина убава, дека вакво нешто никогаш немало или секоја чест што се сетил некој да го направи ово. И ќе го направиме тоа и ќе се најде некој и тоа ќе го критикува, дали од политичка причина, дали од лична омраза или нешто слично. И нормално е така, ама барем она што е убаво, кажи го дека е убаво. Пример, мене најмногу ми беше криво кога имавме елементарната непогода, кога беше сега во Крија Паланка, поплавите кога беа.
Крива река дотече. Ние направивме една велосипедска патека, велосипедско-ролерска патека. Еве, јас синоќ прочитав покрај неа. Маса на луѓе ја користат. И млади, и постари, од сите доба. И убаво. Во реката не се влегуваше, никој не влегуваше во реката. Се санирали последиците на мостот што се случи на, мислам, на излез од Крива Паланка кон Команово? Немаше тука последици. Руиниран мост. А тој руиниран мост поплавите? го средуваме, мислам дека не може ни да се среди, ќе треба да се направи друго решение. Така. И кога се случи поплавата, нормално нашите политички опоненти имаше дека таа патека не треба да се прави. Затоа што ќе дојде реката и ќе ја однесе. А патеката е предвидена да биде потопена во случај на доаѓање на река. Така. И реката дојде, ја потопи, се повлече реката и повторно патеката си остана патека како што е. Значи, дали тоа значи дека на 50 години ако дојде река таква како што дојде пред некое време, ние речното корито не смееме да го користиме. Дори имаше некои несмасни слики па селфи правено, Арсо, кај ти е патеката, види што... Па тоа не ми се случува на мене, тоа е на целиот град. Ако ние изгубиме таа патека, ја губат сите граѓани на Крива Паланка, тоа не е мое. И некој да си добие политички поени за да каже дека еве патеката е уништена, ние губиме дел од нашиот град, ние губиме дел од нашата убавина. И некој да каже не е уништена ни е патеката и да се радува на тоа. Замислите, тоа е не људски, тоа е нечовечки, тоа не знам како да се изразам. Тенденциите постојат секогаш. Таквите работи се тие што ме на некој начин вие што викате вадат од контекст, инаку свесен сум дека ќе има и имало и ќе има. Едно прашање, постојано потенцирате градежна офанзива во Крива Паланка. Што најавувате со оваа градежна офанзива и во која насока ќе се одвива? Па видите, ние како општина во наредниот период за оваа година аплициравме на околу 10 проекти кои се позначени за нашата општина. Еве, за запознавање на јавноста, за запознавање на кривопаланчани, може да кажам дека е завршен тендерот, значи за изградба на канализацијата на Бојанов дол и сметам дека во текот на овој месец или на почетокот на другиот ќе почне со изградба на таа канализација. Завршен е, како што најавив и преска, даден е на тендер проектот Висока зона Лев брег за водоснабдување, кој исто така треба да започне со работа во текот на оваа година, нормално ќе се заврши во другата, затоа што станува за поголем проект. Со самото реализирање на овој проект, предвидено е онаму каде што ќе поминува главната цевководна линија за Висока зона, да се направи едно шеталиште, значи врз тоа да се направи едно шеталиште, кое ќе биде по стара вада, како што викаме ние кривопаланчани, кое што ќе биде уште едно рекреативно место за кривопаланчани и денеска потпишав градежната дозвола за повеќенаменското изградиште во село Конопница. Тоа се 3 проекти кои се веќе во фаза. Инаку аплициравме од овие инфраструктурните проекти, аплициравме исто така за преку Светска банка за патот од А2 од спојот на Крива Паланка, магистралниот пат до село Конопница. Тоа е патот пред патот на кај гробиштата. Аплициравме за улица Асо Шопов во село Лозаново и Деловодци Кула црква. Тоа се 3 проекти за кои добивме известување од Светска банка дека ни се одобрени и дека во текот на наредниот период ќе биде распишена тендерската постапка и ќе почне да се работи. Инаку, како други проекти кои ќе ги реализираме преку Агенцијата за финансиската поддршка на земјоделието во руралниот развој, тоа е канализацијата во село Мождиве. Ние во село Мождиве ќе направивме канализацијата во должина од околу 6 километри и нешто. Значи, кога дојдов градоначелник, прво нешто барање што ми беше поставено во ова село, беше за канализацијата. И направивме еден проект, доста голем проект, кој се некаде околу 2-13 километри канализациона мрежа. Потоа, со оглед на тоа дека Мождивњак и Длабочица се села кои се едно до друго, од граѓаните од Длабочица беше речено зошто ние да немаме. Доправивме проектот и за нив, така да еве аплициравме со канализацијата во Мождивњак, останатиот дел со мислам уште околу 5 и нешто километри и во села Длабочица околу 670-700 метри и
канализацијата во Дурачка река, односно во руралниот дел од Маневски мост до Крива Паланка, канализационата мрежа да се направи. Исто така аплициравме за проектот во село Жидилово, во должина од 1 километар патот во село Жидилово, и тука ќе се направи еден доста квалитетен и убав пат. Нормално за овој проект за канализацијата и за овие другите кои ги зборам, немам информација дека ни се одобрени, ние ги аплициравме, ама сметам дека ќе бидат одобрени. И овдека ќе биде, значи, во Жидилово 1 километар направено и аплициравме за патот, така наречениот руски пат до манастирот Свети Јаким Осоговски. Значи, тој пат, еве граѓаните Крива Паланка, нели, сите одат до манастирот, гледа дека после последните врнежи на душ, веќе овој пат што го користиме почна да пропаѓа. Мора да имаме ни алтернативно решение за манастирот и сметам дека со правењето на овој рускиот пат, така наречен, кој ќе иде од собориштето до мотелот, ќе направиме една убава работа. Потоа предвидено е ние преку граничните проекти да ја направиме регулацијата на долот и една пешачка патека по овој дел каде што е патот, и преку регионот североисточен, значи преку на Крива Паланка се договоривме прошлиот пат да аплицира со мерката 323, каде што ќе изградиме пат од Ловачката куќа до Езерце, околу 2 километра ќе го продолжиме на Калин камен, ќе го продолжиме тој пат. Тоа се оние позначајни проекти кои планираме да ги направиме. Иначе во рамките на програмата крпење на ударни дупки и санација и изградба на на мали градски улици каде што имаме, тука ќе продолжиме со тоа. Еве сега во населбата Единство, иако беше кажано дека не, веќе во населбата Единство асфалтираме еден дел од населбата. Исто така ќе се асфалтира и кај Амбар, тој дел каде што беше поплочен со камени плочи, и уште неколку места кои сметаме дека ќе бидат добро место. Вакви сериозни проекти бараат и сериозни пари, ама и најверојатно и подолг временски интервал. Па да, видите, за овие првите три преку Светска банка се предвидени 240.000 евра, а за овие преку Агенцијата за финансиска поддршка мислам дека ќе дојде околу 800 и нешто илјади евра, така да сметам дека оваа година како општина само во овие проекти кои ги набројав, некаде околу 2 милиона евра треба да добиеме и да вложиме во нашата општина, што е за пофалба. И еве, тоа е нешто што навистина го имаме и како соработка и со владата на Република Македонија, а и со институциите кои ги добиваме средствата. И ја би сакал навистина да кажам една пофална работи за општинската администрација која ги спрема овие. Навистина голема благодарност и до нив, затоа што сепак имаме добра соработка, имаме добро работење во овој дел, каде што е вклучено и општинската администрација и заслугата е и нивна. Во едно не многу одамно патување од Бугарија кон Крива Паланка, лично забележав можда не огромен смет, меѓутоа дива депонија. Како Крива Паланка се справува со сметот и со несовесните граѓани? Видете, ние дивата депонија на влезот на Крива Паланка неколку пати ја регулираме. Тоа е градежна депонија која неколку пати, еве, сепак граѓаните мора некаде да го одложуваат тоа. Тој дел го одредивме за тоа и се справуваме, ќе израмниме, ќе поравниме. Мислам дека ќе дојде време кога таа површина ќе биде нешто повеќе од депонија. Сметам дека еве се подигне нивото и така, да таа површина ќе ја направиме. Сметот е болна тема на целиот регион, не е само па дури на цела Македонија, мора да кажам. Ние еве со општина Куманово и другите општини од регионот сме вклучени во изнаоѓањето на решение за регионална депонија. Се прават анализи, се прават студии. Сметам дека тоа во догледно време ќе се направи. Сметот како смет е проблем. Еве, имаше да се најде и некоја друга локација и сето тоа. Точно е да се најде, но која? Која ќе одредите, ајде ќе ја пренесеме од тука, ќе ставиме таму.
одма местното население никој не сака ѓубре. Никој не сака ѓубре, но тоа е нешто што мора да размислуваме, да го правиме и еве сметам дека како регион сами не можеме тоа да го како регион ќе мора да смогнеме сили да го решиме овој проблем. Така. Често пати во Крива Паланка се наоѓаат државјани од Бугарија. Освен тоа што шопингуваат за лични потреби, го гледате ли некој понатамошен бенефит од постојаното нивно присуство веќе во Крива Паланка? Видите, најголем бенефит е што луѓето соработуваат. Така. И од таа соработка може ќе искочи некој бизнис. И нормално е да искочи бизнис и тоа е добро. А тоа е второ, рестораните, продавниците, сите си имаат свој приход, сите на некој начин си она што ми многу смета, тоа е што со на некој начин криминална приватизација на поранешен угостител се уништи угостителството во Крива Паланка. Ние немаме нормален хотел или ресторан или нешто слично. Тоа е работа која ни остана така, еве сега некои други почнуваат со тој дел да се бават, да не ние манастирот, ние нема гостите кај да ги сместиме, но тоа е такво нешто што ни се случи во општината и ќе видиме како ќе оди понатаму. Дали би сакале нешто особено да им потенцирате на граѓаните на Крива Паланка, на граѓаните на североисточниот регион, каде што сме заедно? Нешто што ќе издвоите што и како до поефектните перспективи од особен интерес на граѓаните во нашиот регион? Па видите, ние може да кажам дека како градоначалници на североисточниот регион сме од 5 политички партии, но она што е за пофалба е дека одлуките ги донесуваме едногласно. И сметам дека имаме една соработка, не значи ако сме од различити партии дека треба да се мразиме или да не соработуваме. Ние основната задача не е да работиме во интерес на граѓаните, основната задача ни е да се фокусираме за тоа за што сме избрани. Ние може да имаме политички разлики и предрасуди, но сепак кога се работи за проекти кои се во интереси на општините и на регионот и на граѓаните, секогаш сме биле единствени и секогаш имаме соработки, сме имале соработка. Сметам дека она што треба повеќе да се посветиме можеби е да се најде уште поголем начин на подобрување на инфраструктурата во општините, да најдеме начини, модели на соработка, на извор на приходи каде би можеле тоа да го направиме, затоа што тоа е во нашиот домен. Да направиме можности за отварање на нови бизниси во Крива Паланка или во самиот регион, но сепак тоа е, новите бизниси треба да си ги предложат самите граѓани. Не може никој да очекува дека градоначалникот ќе му даде бизнис или ќе му направи. Тоа е тоа што... Се надевам, драги гледачи, дека го задржавме вашето внимание. Ви благодарам, господин Алексовски, што бевте наш гостин и што издвоивте време. Благодарам и на вас. До следното видување. Се најдобро.